став. И се додека нашата власт се држи до тие ставови, до тие црвени македонски линии, ќе има мојата поддршка, еве сега ви кажам, еднаш за секојаш. Ја нема да глуматам, нема да се правам будала, нема она. Као што и не се правам будала. Ги поддржам. И ќе ги поддржам се до оној момент, се додека ме бранат мене, тебе, сите нас. Додека се борат за достоинството на сопствениот народ. Првиот момент кога ќе почнат да попуштаат на олевци до олевци, ќе загубат мојата поддршка, а верувам и на многу други од вас. Така да, премиерът продолжи само така оштро, ич да не ти чуе. Многу е забавно. Мене ми е многу забавно да слушам наш прв човек на државава, кога им кажува на овие говедава од горе, од Аустрија, Холандија, Моландија, Германија, кога им кажува факов на многу еден духовит начин. Подруга е. Знаеме дека сме мали, ама не осеќаме веќе дека сме слаби. Друго е. Кога гледаш дека твојата власт, оние што си ги избрал, застанува за тебе. Но ова нема да биде хвалоспев на власта, ова моје обраќање. Сакам да кажам побитни две нешта. Не пајете на провокациите на овие говеда фашистички што ја поддржуваат, што го поддржуваат фашизмот на Бугарија во однос на Македонија, што ги поддржуваат нивните санстефански кошмари за бугарска Македонија и за така наречени некои македонски бугари, што такво нешто не постои на овој свет. Како да кажеш енглески германци или германски енглези, ќе те гледаат како теле. Пред да ти се нафрлат со стапа и да те прекршат од ќутек. Ко теле ке, уствари нема ни да те разберат што им кажеш. Германски енглези, енглески германци. Лудило. Не пајете на провокации на овие џукели фашистички што се здружени во таа унија горе. И не е случајно што таквите се здружени во таа унија, и не е случајно што таа унија е составена токму од такви. Затоа што ако зачепкате подлабоко во нивните родовски стебла, ќе видите дека многу од денешните бюрократи имаат неверојатни конекции со многу интересни ликови, што биле дел од многу фашистички режими за време на стравовладењето на Адолф Хитлер и за време на подемот на Третиот рајх. Нема да ви изненади. Една работа, втора работа, се што ќе видите, портал, поединец, ако почне патолошки пред вас да го мрази Тито, да збори против Тито, против србите, против македонците, да ги нарекува срби, појма неам како не нарекуваат тие џукели. Да знаете одма дека е бугараш. Ако го знаете комшија дека ви е тука од другата зграда од ова. Таква патолошка омраза кон Тито, кон Србија, кон македонците, може да има само бугараш. Така да ги препознаете. И така на оние портали да не им одговарате на оние провокации, кога ќе постираат вакви работи. А на Европската унија, и ова можете комотно некој што сака да им го преведете на енглески, на германски, на како сакате. Се спремате за војна голема? Гледам. Се гледа. Гледаме. За голема војна се спремате. Знаете дека војната во Украина не можете ни да замислите војната во Украина да заврши брзо со линии на раздвојување. Па демек тампон зони, па ово она, па интереси сфери, па Донбас делов на Русија, горе овие рудиве мудиве на Трамп, на ова, на она. Вие сте свесни дека таа поделба на таков начин со линии на раздвојување, кај што вие ќе бидете најголеми губитници, нема да ја дозволите. Затоа се вооружувате, затоа, драги мои, оној главниот фраер на најголемата држава во Европска унија повторно збори за некоја најмоćна армија, создавање на најмоćна армија во Европа.
најмоćниот лидер на најмоćната држава во унијата дава изјава за дека гради некоја армија која што ќе биде најмоćна во Европа. Познати ви се овие зборови од некоја историска личност во минатиот век? Ги чул некои овие зборови вака на некои слични вака на шови на ликој, на шови асоцира. Се спремаат за војна. Тоа е вистината. Фабриките за коли, погони од фабриките од многу погони од многу автомобилски индустрии се пренаменети за воена индустрија. Тоа не го прават случајно. Една работа, втора работа, не им паѓа ни на крај на памет да им отидат во ветар милиардите што ги вложија во Украина за да се одбрани во наводници од агресијата. Они се спремаат за војна со Русија. Замислете, Европска унија. И они одат на варијанта. Војнава во Украина, да. Они нивните последни проценки се дека ако издржат, ако помогнат на украинците да издржат до 2030 година во оваа војна, каде што ги тепаат како волој во купус, ако издржат до 2030 година да бидат тепани на овој начин, дека дури тогаш Путин ќе се исцрпал економски, политички, ќе паднал, може и ќумрал умеѓу време, мислам, нешто што го збори во 2022 дека Путин после 2-3 месеци ќе крахира економски. Путин освојува град по град во Украина. И одамна не сум зборел на оваа тема, уопште не го сваќате пропутинистички, проруски, дека некој ставови ви кажам најобични мои согледувања што сум прочитал анализи. Веќе на Русија не е доволно цел Донбас, тој регион, што е предосвојување. Не е доволен. Сега Русија во моментов очигледно гледа на целосна доминација на Црното море. Знаете тоа што значи? Ретардирани од Европска унија што сакате војна со Русија. Знаете тоа што значи? Дека вие свесно очекувате дека војната ќе се прелее во некоја држава, дали Балтичка, дали некоја од источниот поранешен Варшавски пакт или Варшавски договор, дали тоа ќе биде Романија или Бугарија, и тоа бугарите убаво да си го знаат ова, да не спијат на едно уво, дека многу е можно, ако оваа војна продолжи, а ви кажувам, ви подпишувам со две раце, дека договор мирове нема да се подпише. Оваа војна нема да заврши со линии на раздвојување, ни Трамп, ни Мрамп, ни Брам. Путин оди да освои целосна доминација на Црното море, точка. Значи ќе оди и Одеса да ја земе. У тој момент држте му се што ќе се случува понатака, пошто сакате војна, дали ќе на удар ќе биде Романија, поради Молдавија горе, дали ќе биде на удар Бугарија, дали ќе биде некој од Полска, дали некој од подкавказските држави, тие Азербејџан, Грузија, мада не верувам таму, мислам дека ќе биде едно од овие земји. Токму затоа, во Полска, да прашате луѓе кои што се разбираат или да гледате полски пример овакви некои емисии, они се 99,9% убедени дека ќе бидат нападнати од Русија. Зошто? Затоа што ретардираниве одгоре бараат војна. Сакаат да им се повтори Берлин 45-та. Да им влезат дома. Тражили сте, гледате. Меѓу време, ако рокне некоја нуклеарка, таман ќе биде игранката да заврши, светлото да се исклучи, ау пичку мата. Толку од мене.